Ете, продолжуваме понатаму со програмата. Со големо задоволство го најавуваме вториот мој гостин за денеска. Со мене денеска господинот Милетија Брковски Мијак, кој што е машински инженер, меѓутоа на повеќе од 40 години ја пишува македонската историја. Добар ден и добро дојдовте во студиото. Добар ден, добар ден. Мило ми е што повторно сум кај вас, точно последна година. Кај вас исто така го најавив мојот трет том од тритомното ми е дело за мијаците. Мило ми е да ве поздравам вашето студија, да ги поздравам моите пријатели кои сигурно ме гледаат и да им кажеме на вашите слушатели и гледачи дека сакам деновиве да промовирам новото дело кое со наслов И ние. Така, токму затоа сте нели денеска со нас во студиото. Оно што јас би сакала да го истакнам и да го потенцирам е дека оваа книга насловена И ние туку што излезе од печатница се уште е свежа, топла и уште мириса на хартија, затоа што пред само половина час ја земавте од печатница и еве можеме да ја сформулираме на нашите гледачи. Точно така, еве нема ни навистина нема ни цел сат, ги замоли во печатница да ми направат овие два примерока се први. Не знам дали се исушени, да дојдам со нив овде и да ги прикажам кај вас. Како што споминавте, промоцијата ќе се одржи во Промоцијата ќе се одржи на 10 јули во Националниот музеј на Македонија. Ќе биде во 14 часот. Убаво е да кажам дека таму ќе биде многу убав настан ќе биде. Не само промоција на книга, туку и нешто и повеќе. Ќе учествуваат и глумци, ќе учествуваат добри промотори. Би сакал да повеќе од моите читатели и вашите гледачи да дојдат на тој ден. Сигурна сум дека ќе има што е можно повеќе ваши читатели кои што ја почитуваат вашата работа. Интересен е насловот И ние. Би сакала да ни објасните и мене, затоа што како што споминавте, оваа книга е нова, не сум ја прочитала, што всушност означува овој наслов. Да, навистина интересен и чуден наслов е. Ќе ви кажам, оваа книга ми се роди после третиот том од моето тритомно дело Мијаци. Тоа беше настан кој беше во една приказна, како приказна обележна во овој третиот том за гостите кои си се осеќаат и се викаат дека се македонци од државата Хунза под Хималаите. Тоа се македонците, они оставени, односно царевина оставена од Александар III Македонски. Значи, тие се осеќаат така, тие беа на посета кај нас овде во Македонија. Ја имав среќа да бидам еден од членот од одборот кој се погрижи да ги прифати овде, да ги пречека, да ги прошета низ нашава држава. Значи, ние ги прошетавме во западниот дел на Македонија, во Охрид, Битола, Прилеп, овде во Скопје. Тие беа воодушевени. Ги прошетавме и на она традиционалната галичка, мијачка свадба во Галичник. Верувајте, тамо се препознаа себе си. Значи го видеа тапанот, го видеа зурлата, кои денеска тие ја користат. Баш тоа сознание од нивна страна ме натера да оваа приказна за нив во Хунза стеј државата, која е краљевина, да ја преточам во една книга. Таа приказна е збогатена со настан, односно уводен дел, патот на Александар Македонски до таму и како тие се создали, како тие останале таму. Книгава исполнета со многу голем број на фотографии, све е тоа во боја, све е тоа како што треба оригинално. Инаку, тоа што ме прашавте И ние, значи, насловот го стави, ме подсети тоа дека они постојано велеа, кај ќе се најдеа велеа И ние, а во продолжение на книгава стои И ние сме македонци. Во тоа е приказната, во насловот. И овде е на насловот, може сигурно камериве да видат. Така, камерата ќе забележи. Да, тоа е вечниот символ, македонски символ на вечноста е на среде. Замислите, тие имаат од 11 век, имаат во Хунза, тие инаку се населени, на 1500 до 3000 метри надморска височина под Хималаите. Нема тамо крадење, нема неписмен, нема полиција, нема, вие не знаете како тоа се живее тама. Тама имаат замак
од 11 век. Имав среќа, има многу фотографии од нив, имав среќа да го добијам, би сакал, не знам дали може да го покажем овој символот. Секако? Да, овој символ што е позади, тоа е истиот символ вечноста на Македонија, символ вечноста на Македонија, кој го земав од плакар, од нивниот замак кој е изрезбан во 11 век. Значи го поврзувам овој наш символ исто така го има во црквата Свети Спас овде кај нас, еве го на плочникот, а го има и по стари манастири и цркви и по гробишта низ цела Македонија. Уште еден од многуте докази. Апсолутно, да. Има овие символи. Исто така на корицата е нивното знаме. Знамето на Хунза, видите ќе го забележите тамо лавот, ќе забележите тамо месечината. Месечината не е, значи кажувам со испитани податоци, месечината не е муслимански символ. Јас, например, во првите томови пишував, еве го мијачкото знаме, на кое месечината со звезда. Тоа е символот на богомилското движење овде во Македонија неге 10-11 век, кај што мијаците го прифатиле многу. Затоа во секоја мијачка куќа има параклис, има црквиче, тоа е отпор, богомилското движење е отпор на народот не кон Бога, како црква, како институција, средниот век, богатење и така. Затоа човекот викал, јас ќе си се молам сам, не мора да одам во црква и во друштво. А нашите цркви и манастири се многу подоцна, негде, еве да речем, пред 300 години, исто така, мијачково племе ги изработило сите. Тоа е познато. Значи, ова е тој наш македонски символ кој е превземен. Исто така. Па и овде кој има двоглавиот орел. Двоглавиот орел е уште кој го користиле кастриотите. Ова се вика Скендербек. Тоа е Искендер, тоа е Ѓорѓија Кастриот, татко му Иван, а овој чичко му Никола, ова не е Ника, ова е Никола Кастриот, Исус Христос Никола. Тоа е символот на кралството на Епири Македонија на Ѓорѓи Кастриот. Малце се оддалечив, него сакав да кажам дека еве античкиот вечен символ на лавот, кој го имаат и во Хунза. Значи на знамето нивно го имаат Хунза, го имаат и овој месечината. Значи не како муслимански символ, неко како стар македонски знак. Така и покрај илјадниците километри и покрај долг период, 24 века се во прашање. Сакам да не заборавиме, не знам колку е времево. Значи на нашата промоција, која ќе се одржи на 10 јули, во 2 часот во новиот музеј на Македонија, имаме гости, сами ги поканивме и замислите ќе дојдат. Денеска не знам кој сме 5-6, на 8 пристигнуваат, они ќе бидат едни од еминентните врните луѓе на Хунза, Хунза државата, ќе бидат присутни на промоцијата на оваа книга. Штета што немам услови, немам средства да напишам, односно да се преведе таа на англиски јазик, но мислам дека ќе биде важно, ќе бидат присутни, ќе го збогатат промоцијата и еден од нив, историчар, кој е нивни историчар, ќе земе избор на таа промоција. Затоа викам, убаво е нашиве телевизии тоа да го објават и вие ако сте во можност да присуствувате таму. Благодарам на поканата, секако ќе се потрудиме. Она што е интересно да го споменеме, во нашиот неврзан разговор пред почетокот на емисијата, вие се нашаливте, ова е учебник, рековте, ова не е обична книга. Тоа значи дека сите податоци, сите факти се потврдени, испитани, така, се е точно. Сите се потврдени. Верувајте, можеби не мора и да се чита. Под секоја слика има убав текст напишен, што значи, како значи. Овој учебник произлезе, ја имам внукички која пишува многу убаво, веќе 8 оделение го завршува, и она ми вика, ја пошто сум од Галичник, она ми вика, татко, ние не викаме дедо, него татко, мајче, дедово, мајче и татко. Татко вика, па ти не си направил книга, си направил учебник. Од тука произлезе и моето на вистина како учебник и оваа книга. Така, видите, јас вие кажате дека јас сум машински инженер, јас сум
Јас ја сакам државата, јас го сакам Галичник, ја сакам Мијачијата, сакам мојата област, ја сакам Македонија. Желбата ми е таа да све што можам да најдам, све што можам да напишам и тоа го правам. Ова дело е исто така, пишувано за умот на македонецот, умот на народот. Ова се тритомно дело, ова се над 3000 страници мијациве. Ова е 600 страници дело со мноштво на фотографии. Значи, се пред љубовта. Економската, таква, ваква, нити ме интересира, нити знам, нити можем да пресметам да не ми е важно. Така, со оглед на тоа што Ован, како што и досега нели зборувавме и претходно пред една година кога ни бевте гостин во студиото, пишувате, имате желба и љубов, меѓутоа колку како што и кажавте, економската ситуација не ви е можеби толку важна, дали е исплатливо или не, меѓутоа се читаат ли овие дела? Она што е ваша љубов се случува ли да ве сретнат на улица да ви кажат? Например, ја не знам дали имам по 50-60 примерот од ова, тие излегува 500. Јас по 500, еден примерак и искрено да ви кажам, повеќе ги давам, од што некако и продавам. По книжариви има се продаваат, па некој ќе продаде, или ќе ми даде пари, или не ми дава, некој или некоја книжарница, не сакам да ги направам, пропаѓа, книгите ми пропаѓаат. Не е битно, важно, книгиве, да ви кажам, се радувам. Значи, денеска, вие не знаете колку се израдував, кога ми ги покажа книгиве во печат. Ова се што е направено од мене. Дали фотографии, дали дизајнот, дали техничкиот изглед, дали све е мое. И кога видов, толку ми се бендиса книгава, не само тоа. Имате, пишуваат луѓе и тоа стои фјока. Значи, книгава веќе е отпечатена, пријатели се наоѓаат, кои го финансираат тоа, па можам да ви кажам дека 8500 евра е 1000 комада да се отпечатат од ова со тврд повест, книга, убава, со бела хартија, со во боја. Значи, се најдоа, ми приваѓаат луѓето, го платија, значи ова е платено веќе, и се радувам што книгава биде бел ден. Може да биде затворена, може да не се прочита. Толку голем труд да биде надворот од луѓето не е убаво. И затоа сакам книгава да си биде надворот од мојата соба, да се шири низ луѓето и така. Ако некој ме замоли и ми рече, јас одма му давам, носам по колата по 2-3 примероци и така. Едноставно се радувам со ова што правам. Што да ви кажам? Така, се забележува, наистина се забележува со каква љубов и ентузијазам настапувате кон она што го работите. Многу голем мерак имам на тоа да ви кажам. Ја цели ноќи седам, 3-4 си легнувам, се бали околу 8:30-9, 10 почнувам до 1-2, прошетувам, по пелистер мој пијам кафе, тамо мартини, кафичи, одам, се враќам дома и си работам. И тоа е задоволство, душата ми е исполнета. Треба ли многу време за да се соберат сите овие информации и податоци? Многу. Потребно си, јас сум отишол понапред, сум одел до бугарските архиви, нешто ми донесал турските архиви, во српски, во САНУ, Српската академија, овде кај нашиве. Знаете што јас имам голема помош од луѓе. Јас не можам да прошетам не знам колку метра низ градот да не ме запрат и да не ми дадат некој податок кој дома го чува, дали тоа фотографија. Убаво што ги спомна фотографиите кои се објавувани овде. Не зборам за онија Александар, Филип, тоа се сигурно објавувани по негови книги, него другите фотографии не се објавувани нигде. Тоа е новина. И тука е целта моја, мислам, она што сакам да го прикажам во книгава, таа е пишувана онака како јас што зборувам. И таа сакам да го истакнам македонецот, да го истакнам животот на македонецот, да го истакнам, верувајте ми, мозокот, колку бил тоа умен, паметен човек, колку бил, пазите, колку бил домаќин. Значи, се можеш да покриеш со човек, личност, македонецот кој е домаќин. Во држава, ако имаме домаќини, таа ќе биде прекрасна и ќе биде и економски здрава и секако и политички ќе биде здрава, ако имаме домаќини и ако ни ја водат домаќини. Значи,
Тоа ми е целта во ова све што го објавувам. Така, може ли накратко еден кус вовед во самата книга? Споменавте што ве инспирирало, споменавте зошто е напишана. Може ли да ни кажете накратко како почнува и како завршува книгата? Книгата почнува, која е идејата, кој е апелот до читателите? Па апелот е тоа, сакав да ги обелоденам, мислам дека не е пишувано за Хунза, за хунзите, македонците. Замислите ве, благодарница добив уште не од ова. И тоа ме израдува од нашиот национален музеј, од луѓето тамо. Значи, мило ни е што ја промовирате книгата кај нас и мило ни е што вршите спој или ги врзувате македонците овдешни и македонците што се надвор од држава, а конкретно македонците од Хунза. Тука не е само за Хунза, таму има и други племиња. Едно од нив исто така е забележано, со повеќе страници фотографии, тоа се калашите. Знаете, тоа калаш, они калаш викат, ама калеш, тоа иде од зборот наш калеш. Калеш човек, калеш, да. Значи, ме инспирира тоа. Воведни, јас ви кажав дека дел од оваа книга има во овој том, затоа и го донесов во третиот том. Меѓутоа, тука е проширено и ставив увод да напишам, тука е забележен и патот на Александар Македонски, оној што викаат походот на Александар Македонски, кој во поголем дел бил врзување на културите на истокот и на западот. Бил суров, бил војувал само тога кога нема да се предаде. Значи, тоа е, иначе бил многу писмен човек, бил многу смел, значи, едини цар, уопште цар кој војувал, кој бил начело на војувањето. Имате, значи, сакам да ви одговорам на што ме прашавте. Тука негде околу 200 страници е, тој воведен пат негов, тоа како увод го сметам. Тука има создавањето на македонската држава, главниот град Пела, Аргида, племињата први што ги обединил Филип, Пердика и другите наши цареви, тоа колку што може пократко, да биде посижето, да биде пократко за нашиот читател, да осозна. Не е тоа филозофски напишано или не знам како, чисто и потврдено, односно подкрепено, од каде е најдено, од која литература, која книга, кој кажал, кој напишал и така натака. Така, и уште некаде пред крајот на разговорот, најважно е да се прочита книгата, меѓутоа за да се прочита треба ни кажете каде ќе се продава. Ќе ја дадам во книжариве, исто веројатно ќе ми бидат готови стотини или не знам колку на 10 ќе има тамо на повеќе, даме нека промотивна цена да се купат, значи по книжарите сите низ Македонија ќе ја има. Така, тука некаде јас ќе ви заблагодарам за разговорот. Имаме уште 2-3 минути, ако нешто заборавив да ве прашам, слободно повелете. Да, уште еднаш да ви се заблагодарам, радосен сум што се случи ова, радосен сум што ја промовирав прво кај вас во вашава телевизија, можеби и среќа ќе ми донесе уште како и прошли радост и така. Благодарам многу и на вас. Ви благодарам за гостувањето, ви посакувам многу успех и се надевам дека повторно со некое ново ваше издание. Јас не заборавите дека јас ви се јавив, јас ве замолив да дојдам на ваша емисија. Секако, меѓутоа ние сме секогаш отворени за соработка и како и сите горди македонци со гордост го представуваме и го презентираме пред народот се она што е напишано, се она со што се сведочи македонската историја. Баш ми било, така треба. Еве историјата и ние наачик сега по улиците ние, али ќе биде се добро. Секако, и тоа е убаво, не е лошо. Не е убаво, сигурно, све што се гради е убаво. Ви благодарам уште еднаш за гостувањето. И на вас, благодарам на вас и на вашето студио. А ние тука некаде завршуваме со денешната емисија. Изминаа точно 2 часа откако започнавме денеска да се дружиме. Јас се надевам дека ви се допадна изборот на моите гости во студиото. Тука некаде ќе ви посакам и убав викенд. Поминете го најдобро што можете. Поминете го со луѓето со кои што ги сакате. Наполните ги батериите и од понеделник повторно со своите работни уврски. Довидување.